Значи ова е буквално сега селото Пустец, црквата од Гоце Делчев. Малград, тоа е тој остров таму, пустината Сахара, Алпите, Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. И здраво на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Не всушност одам во Мала Преспа, односно и низ селото Пустец. Тргам од Битола, се упатувам кон Ресен, меѓутоа не влегувам во Ресен. Оттаму се упатувам кон селото Стење, каде што ќе ја преминам границата и ќе влезам во Албанија и со тоа во регионот Мала Преспа и општината Пустец. Во селото Пустец досега никогаш не сум бил и општо тој регион Мала Преспа имам само како пролазно поминувано во почетокот, во почетниот дел, меѓутоа немам подлабоко влезено во тој регион досега. Па еве сега му бил денот, времето е прекрасно, сончево убаво, пријатно е за возење, не ми е многу далеко, имам час и половина некаде возење до таму. Така да ете ми прилика сега да го посетам тој регион. Иначе сетапот со новата камера малку ми потфрли од причина што тука каде што ја чувам има премногу вибрации и поради вибрациите постојано камерата ми паѓа долу, плюс кога вртам ми смета овде во каблите и ќе треба ново чаре да му барам. Една опција која што ја разгледувам е овде ретровизорот, меѓутоа ќе размислам друга опција која ја разгледувам е ста под ролбарот да пуштам нагоре и фактички пак тука некаде да ми дојде, меѓутоа и тоа ќе биде проблем кога ќе вртам во десно, ретровизорот ќе удара во него. Така да најдобра опција ќе ми биде или ретровизорот или на таблата овде, со што ако ја ставам овде под таблата, тогаш ќе ја покрие таблата, нема да се гледа. Што реално не ми е многу потребна, си онака не ја користам, си го знам по брчењето моторот како ми оди. Меѓутоа сепак малку мислам дека очи ќе води. Друга опција е да ја залепам директно тука на стаклото, но од утре ќе размислувам за другите опции. Сега денес приоритет е да стигнам во селото Пустец. Од селото Пустец иначе се гледа и островот Малград, односно тоа е вториот остров на големото Преспанско езеро. Не мислам дека многу луѓе знаат дека всушност Преспанското езеро има два острови. Обично сите знаат само за Голем град. Иначе се забележува се уште врвот пелистер, има снег и тоа солидна количина, но сепак април сме месец, не сме мај. Имаше дождови, беа и ниски температурите до пред недела две, така да не треба да се чудиме. Со мотор на пелистер всушност имам два пати одено. Двата пати беше до Големо езеро, односно не беше до самиот врв. Меѓутоа видео немам, не снимав двата пати. Првиот пат бев со тоа 50 кубичното моторче со кое што започнав да возам, додека вториот пат бев со педата. Меѓутоа не снимав, а и тогаш уште ми беше нова педата. И нешто мерак ме фати, се сеќавам, кај 12:30 сатот тргнав, заминав, се вратив назад. Убаво поминав, само што многу ме болеа рацете после. Сепак е стрбно, има места каде што офроадот е навистина тежок, има големи камења кои што се лизгаат и треба сепак мотор кој што е повеќе спремен за офроад, а и повеќе искуство за возење офроад. Сега се приклучувам на патот што води кон Охрид, односно магистрален пат кој ги побрзува поточно Прилепи Ресен. Меѓутоа од Ресен кога ќе продолжите ќе стигнете и во Охрид. Ајде, нема коли, нека движи колава. Тука доаѓаме до местото за каде што реков нема да влезиме во Ресен. Иако патот го возевме што води кон Ресен, значи ако одев тука десно, ќе одев во Ресен, јас одам право и малку потаму, значи 500 метри некаде потаму само, ќе завртам во десно. Значи, откако таму ќе одам право, не првото десно, туку второто десно. Впрочем, и самите тука гледате има табли, има знаци, десно ви пишува Стење и Отешево. Затоа вие сакате да одите десно кон Стење, бидејќи таму се наоѓа граничниот премин,
помеѓу Македонија и помеѓу Албанија. Значи овде завртувам јас десно. Првото село кое што ќе поминиме, низ кое што ќе поминиме е селото Козјак. Веќе во позадина ги гледаме снежните врвови, исто така и на планината Галичица. Значи буквално во 5 минути имавме прилика да ги видиме два од вкупното 4 национални парка во Македонија. Оддалеку се разбира, не влеговме во нив. Меѓутоа, ова се два од 4 национални парка во Македонија. Тој таму Галичица и лево Пелистер. Врвовите на двете планини, на Баба планина и Галичица, се издигнуваат на надморска висина од над 2000 метри и затоа и се уште има снег по врвовите. И повторно потаму доколку одите за Мала Преспа ќе видите уште еден знак, право ви вели Стење, десно Охрид. Тука одите право кон селото Стење, бидејќи доколку одите десно ќе возите низ прекрасниот национален парк Галичица за да стигнете до Охрид. Но доколку одите Мала Преспа и идите од таа страна, например од Скопје, ако идите од Тетово, од Гостивар, од Кичево, од таа страна, тогаш може би е многу подобра опција да дојдете преку националниот парк Галичица. Ем него ќе го извозите, ем тука ќе го посетите регионот Мала Преспа. Тука сега поминувате низ селото Стење, само го следите главниот пат, значи немате никакви завртувања. Всушност, последното завртување, последното скршнување од главен пат беше она после градот Ресен. Потоа тука наваму немате буквално ни едно завртување, само го следите главниот пат и возите само право. И веднаш кратко после селото Стење наближуваме до граничниот премин Стење помеѓу Албанија и Македонија. Тука некогаш имам слегуван онде десно да го давам пасошот, дали сега е така? Изгледа да. Значи да, слегувате од моторот или од колата, од што и да сте таму десно во прозорчето, ќе приложите се што треба. Сега албанска страна. И добре, дојдов во Албанија. Всушност овој граничен премин до сега никогаш, значи не сум наидол на гужви, многу лабав, многу тивок и премногу брзо се поминува. Така да навистина е една добра опција да се искористи доколку сакате да влезете во Албанија. Иако и свети наум, исто така нема некои гужви за Албанија, обично ќе фасам се гужвите, меѓутоа сепак овде веќе скрос нема. Иначе гледам баш еден пролетен пейсаж, зеленилото започнува да излегува, врвовите на планината се со снег. Многу пријатна гледка за гледање на вистина. Почна тука наеднаш многу да дува. Лево го гледаме селото Долна Горица, додека пред нас се наоѓа големото Преспанско езеро. А сиот овој регион од тука па и натаму е Мала Преспа. Веќе можам да го забележам од тука и островот Голем град, а во позадина Баба планина со своите снежни врвови. Мислам дека малце потаму ќе имам подобар поглед. И ете ни подобар поглед на островот Голем град.
Значи тоа таму е островот Голем град, а јас се наоѓам во Мала Преспа, Албанија. Сега сме месец април, езерото има прекрасна сјајна боја, додека во позадина се наоѓа Баба планина со своите снежни врвови. Забележително е дека од Мала Преспа погледот кон Голем град е многу подобар, односно езерото е многу поблиску во однос кога гледаме од македонскиот брег, односно од селата Сливница, Претори, така натаму. И од тука од оваа близина на вистина можете да сватите дека островот не е баш толку мал како што знаеме да мислиме. Завршив јас со својата пауза, а сега продолжувам кон селото Пустец. Времето е денес само за возење и за уживање. Тука дува така ладно ветре. Ведро е времето, нема многу облаци, сонцето е во полн сјај, езерото е многу сјајно. Едноставно прекрасно. Дојде време да се исклучам од овај главен пат и да завртам тука лево за кон селото Пустец. Значи ова е Мала Преспа, веќе го гледам островот Мал град, остров за кој малку луѓе знаат дека постои. Сите слушнале за Голем град, меѓутоа не многу луѓе слушнале за Мал град. Тоа е тој остров таму кој се наоѓа во албанската страна на езерото. Патот тука е малце лош. Искрено мислев дека ќе е убав, бидејќи овој дел Албанија и општо сегде постојано се многу добри патиштата, но овде очигледно малце испарачката на асфалт касни. Колку е прекрасно, само се спуштате кон како залив на Преспанското езеро. Јас сега влегувам во селото Леска и сега дори сватив дека уствари има друг пат, односно друг пат можев малку порано да завртам лево за да се спуштам директно кон селото Пустец. Меѓутоа сепак ете со оваа грешка ќе го видам и селото Леска. Село низ кое што улиците сакаат малку поправка. Дори има и бензинска во ова село. Седи. Добро, ќе ме совереше, не мораше се мачи човекот, но сепак му благодарам. Жалам што не можам да ви го доловам мирисот кој го мирисам во моментов. Не сте свесни колку убаво мирис. Медицински центар Пустец. Ова е училиште Трајан Ѓорѓиевски. Да, иначе овде во овај дел се користи активно и македонскиот јазик, иако се наоѓа во Албанија. Значи ова е буквално сега селото Пустец. Големо село, искрено не мислев дека толку ќе биде големо. Еве, дури сега тука има знак Пустец. Ова десно е, предпоставувам, главната селска црква. Христос воскресна, навистина воскресна. Да. Дури има статуа во дворот на црквата од Гоце Делчев. А ова може да му и како сред селото, гледам десно има кафич. Меѓутоа слабо луѓе има некако. Јас продолжувам, сакам да стигнам покрај брегот на улица Македонска. Сакам да стигнам покрај брегот на Преспанското езеро.
Односно, сакам да стигнам некаде таму и да имам подобар, поблизок поглед на островот Малград. Веќе го гледам, значи тоа е таму островот Малград. Полека. Сакам да го видам одблиску езерото, одблиску островот, бидејќи не знам колку ме пратите од вас, колку имате сватено, не сум некој фан на градски, на урбани средини, на населени места, туку сум фан на природа, на зеленило, на шуми, на езера. И многу повеќе ми исполнува вака возењето низ отворени патишта, обиколен со трева, со зеленило. Уште побаво би било ако би имало шума и дрва, отколку да возам покрај помеѓу куќи и згради. Дали е ова хотел нешто? Ресторан Панорама. Имате ресторан тука, значи еве има и од Македонија коли доста. Доколку сакате да јадите, можете таму во тој ресторан да се седните, Панорама. Упс. Ке рипнам. Ова е мала преспа, а пред мене таму се наоѓа островот Малград. Остров за кој малку луѓе знаат дека постои, бидејќи сите го знаат голем град само. Ова е малку помал остров, меѓутоа се наоѓа на истото езеро, на истото големото Преспанско езеро. Тука десно како во заливот се наоѓа селото Пустец, а забележувам дека има доста кајчиња кои што се упатуваат кон езерото Малград, така да многу веројатно има некои тури организирани од селото Пустец кои што ве носат кон островот Малград. А исто така забележувам дека и водата на Преспанското езеро тука е премногу чиста.
Тоа беше Преспанското езеро во регионот Мала Преспа, магаре околу за тркање се спремаш. Сега сум јас повторно низ селото Пустец и сега ќе се обидам да излезам од селото по тој друг пат, а не по истиот. Голем го село во секој случај, меѓутоа така не е некое запуштено село, речите, не е некое раселено село, не е некое село пред пропаѓање, баш делува како да има живот тука. И е многу раздвижено, морам и тоа да го признам. Многу луѓе по патиштата. Иако сите што ги видов беа постари до душа за волја на вистината, млад човек ниеден не видов. Меѓутоа сепак има луѓе. А јас дали одам по вистинскиот пат, не знам искрено. Ама ми изгледува како за главен пат и како за пат што ќе ми извади од селото, така да само одам возам по него. Многу кокошки исто така заприметив и магариња. И да, мислам дека ќе ми извади онде треба да е главниот пат. Мислам дека ќе ми извади овој пат. Колку е убаво зелено, значи тука си е планината, тука си е рамно. А тука негде јас си ќе го одјавам ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.